Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, јас би сакал неколку работи да кажам поврзано со овој закон кој што се однесува на вработените во јавниот сектор. Почитувана јавност, имаме ситуација во која што оваа власт на заменување во текот на месец ноември и во текот на месец декември, кога се знае дека ќе има распишани избори, дека ќе има избори на кои што владата на Заев и целата таа негова гарнитура треба да замине, се распишани 4500 нови работни места. Во ситуација во која што Македонија има вработени во јавниот сектор како никогаш досега, каде што вкупно бројот на вработени во јавниот сектор наближува до 150.000. Внимавајте, на сето тоа, оваа власт на заминување распишува 4500 нови вработувања, кои што треба да бидат пополнети од кадровските листи на Социјалдемократскиот сојуз, од нивните општински организации. Трошокот само на огласите распишани од СДСМ во текот на ноември и декември е повеќе од 1 милион евра месечно. Кога ќе го пресметате тоа, почитувани присутни, на дневна основа огласите на кадровската комисија на СДСМ, огласите на Зоран Заев само во ноември и само во декември, дневно ги чинат граѓаните на Македонија 35.000 евра. Денес, народот, стопанството, фирмите, даночните обврзници треба да ги платат огласите на СДСМ само од ноември и декември. Денес треба тоа ќе ги чини 35.000 евра. Тоа е 1400 евра на час. Тоа би онаа ситуација, почитувани, каде што луѓе со денови, недели и месеци не доаѓаат на работа. Тоа би е истиот оној јавен сектор во кој што вице-премиер не доаѓа година дена на работа, има 70.000 денари плата. Тоа би е тој јавен сектор каде што во канцеларии има по 5, 6, 7, 8 вработени. Тоа би е оној јавен сектор, почитувани присутни, каде што треба да имаме независни, непартиски луѓе, да им се даде можност и шанса на најдобрите, а гледаме дека ова парламентарно мнозинство завчера гласа за позиција заменик народен правобранител, која што по закон функција треба да биде непартиска. Истиот ден напишала на нејзиниот Фейсбук: напред председателе Зоран Заев, со тебе сум до крај. Таа личност 3 дена пред тоа напишала: СДСМ, цитирам, СДСМ најаки сме, никој ништо не ми може. И сега имаме поплава на закони во јавниот сектор по скратена постапка, а тој јавен сектор, почитувани присутни, ја проголта македонската економија. Македонската економија е иседена како никогаш досега. Оваа влада рече и направи да исцеди 4 милиарди евра во една година. Ке ви дадам една споредба, почитувани присутни. Во 2002 година во овој парламент и во ова собрание имаше некаде околу 200 вработени. Сега има, бројките зборуваат за некоја бројка помеѓу 400 и 450. Ако видиме број на вработени во рудник Тораница, во 2002 година имало 700 вработени, сега има 380. Така што бројките се прилично во насока на зголемување на јавниот сектор. Ние, почитувани присутни, секој ден на секоја седница
На секоја седница без исклучок имаме закони за задолжување, закони за камати, закони за обврзници, секој ден имаме закони за нови агенции, нови институти, нови центри и нова бирократија. Секоја седница, без исклучок. Тоа е едноставно неодржливо. Во поранешна Југославија, во СФР, во 80-тите години, почитувани присутни, тоа заврши со хиперинфлација и со банкрот. А за жал, подоцна и со крвопролевање во 90-тите. Секоја седница, почитувани присутни, секоја седница имаме закони за задолжувања, за анекси, за борч и секоја седница имаме нови закони за нови агенции, нови центри, нови канцеларии, нови се и се што, обврски. Јавниот сектор ни дојде веќе до 150.000. Внимавајте, Македонија веќе нема 2 милиони жители, Македонија има 1,8 милиони жители. Македонија со 2 милиони жители имаше јавен сектор кој што беше 80-90, можеби 100.000 луѓе. Сега Македонија, која што изгуби околу 200.000 луѓе иселени, сега сме 1,8 милиони, сега Македонија дојде до 150.000 јавен сектор. Имаме ситуација, почитувани, каде што во сите можни области се зголемува бројката. Погледнете бројка на наставници, зголемување, погледнете администрација, зголемување, погледнете бројка на јавни предпријатија, зголемување. И со невидена леснотија, почитувани присутни, со невидена леснотија се стиска на копчињата во која што се ставаат и нови заменици директори. Нови заменици директори, нови кабинети, нови советници и се останато. Така што, почитувани присутни, мислам дека насоката во која што се движиме не е добра. Внимавајте, уште еднаш ќе ви речем за да јавноста подобро може да го восприеме овој факт. Само огласите, распишани во ноември и декември, 4.500 вработувања во јавниот сектор, на барење на кадровските потреби на СДСМ, тоа значи повеќе од 1 милион евра месечно. Тоа значи 35.000 евра дневно. Сега кажете ми, колку треба компаниите да имаат обрт, колку треба да имаат работа, колку треба да имаат профит, колку треба да се оданочат, за да ги оданочите секој ден да даваат по 35.000 евра наредниве 30, 40, 50 години. Затоа, почитувани присутни, јас со невидена леснотија гледам дека овде се донесуваат секакви решенија, а никој не дава план како оваа држава тоа ќе го издржи. Инвестиции немаме, раст на БДП немаме, прогрес немаме, капитални инвестиции немаме. Гледаме вчера власта ни вели дека е голем, огромен успех, дека ќе почнат 2 километри пат да се градат, 2 километри пат. Пазете, не е ни до лопата стигната работава, има експроприации, подпишување на договор, намери, писмо, физибилити студии и така натам и така натам. Голем успех, 2 километри. Ете, тоа е ситуацијата во која што се наоѓаме, во која што се наоѓа економијата. За жал, уште еднаш ке речам, ние можеме да изгласаме еден куп вакви работи како што предлагаат колегите пратеници. Еве сега имаме предлог на закон за изменување на законот за вработените во јавен сектор по скратена постапка, предложен од колегите Ејуп Алими од ДУИ, Диме Велковски од СДСМ, Артан Груби од ДРУИ и господинот Мирослав Јовановиќ од коалицијата на СДСМ. Секој ден имаме вакви предлози, а како сето тоа ќе се финансира, како сето тоа ќе се издржи, никој не дава ниту алтернатива, ниту план. Благодарам.